Почитувани, ова зад мене беше депонија со големина околу 11 фудбалски игралишта, која што градоначалникот Стојковски, според овој документ, наводно успеал да ја исчисти со само 8 камиони отпад депониран во Дрисла. Заради одговорноста која ние како советници ја имаме кон граѓаните, повторно го прашуваме градоначалникот Стојковски. Дали депонијата е навистина исчистена со само 8 камиони депониран отпад или ѓубрето е затрупано на самата локација? Дали паркот што го промовирате ќе се гради врз контаминирана почва која ќе представува темпирана еколошка бомба и дали свесно го ризикувате здравјето на граѓаните и нашите деца? Како советничка група, овие прашања ги поставивме на 15-тата седница на Советот до градоначалникот и општинската администрација и после 2 месеци до денес се уште немаме никаков одговор. Затоа ќе поднесеме представка до Инспекторатот за животна средина за да испита дали е загрозено бунарското подрачје на Лепенец, врз какво земјиште ќе се гради најавуваниот парк и дали истиот ќе представува опасност по здравјето на граѓаните. СДСМ и коалицијата ги поддржува сите проекти кои се од суштинско значење за граѓаните и овозможуваат подобар живот на ѓорчепетровци, но нема да дозволиме површно работење и прикривање на сериозни проблеми, најавувајќи ги во јавноста како мега проекти.